Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола годинава одбележа јубилеј 80 години од своето постоење. Пат кој што започна во една мала просторија со само 300 книги и огромна љубов кон знаењето во просториите на поранешниот хотел Турист на улицата Маршал Тито, денешниот Широксокак. Од првата жена директорка Перса Вилос до денешната модерна институција со национален и универзитетски карактер, на чие што чело стојам јас, Емилија Стефановска Давкова, оваа библиотека стана срцето на битолскиот културен, образовен и духовен живот. 80 годишниот јубилеј представува потсетник за значењето на библиотеката во нашето општество, која што е формирана како значајна институција веднаш после Асном на 25 март 1945 година. НУП Свети Климент Охридски Битола е значајна институција од областа на културата, институција од национален карактер, но и универзитетски статус, а тоа дополнително го овозможува и нејзиното проширување и развој како модерна и дигитализирана библиотека, која што го негува пишаното културно наследство. Таа исто така е врталиште на градот, во кое што читателите активно ги користат услугите за зајмување, меѓутоа и дигитализираните читалници и просториите за промоција на многуте книги од писателите во Битола, Битолско и пошироко, и од странство исто така, изложби од страна на библиотеката, но и различни уметници, а се одвиваат и многу други културно-едукативни настани за сите категории на корисници, за сечи вкус и за сите возрасти во текот на целата година. Монографијата ја истакнува улогата на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, дека таа не е само представник на културата и традиционално место на издавање на книги, туку таа има директна конекција со науката и е место на прогресот и развојот. Мотивот за оваа монографија беше да ја раскажам приказната за библиотеката во Битола со документарна точност, историска длабочина и огромна љубов кон книжевното наследство. Таа ќе го покаже спојот на Свети Климент Охридски со богатата книжевна традиција на Битола, град кој што е мост помеѓу истокот и западот. Верувам дека со ова дело ние ќе создадеме траен споменик на една институција која што е вистински амбасадор на македонската култура, не само во Македонија, туку и во целиот свет. Монографијата посветена на 80-те години постоење на библиотеката Свети Климент Охридски од Битола за нас беше вистински предизвик и инспирација. Овој пат нашата одлука да направиме едно малку поинакво монографско издание, силно сме уверени дека ќе им се допадне на читателите, а и ќе остане сведоштво за раѓањето, растењето и развојот на библиотеката, една од најважните културни институции во државата. Ништо не е случајно и за се има причина. Библиотеката го носи името на Свети Климент Охридски и географски е лоцирана во Битола. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што НУП Свети Климент Охридски Битола е реномирана институција и представува спој на целото книжевно и културно наследство, создавано од 10-11 век наваму, своевидно културно траење и останува пасиониран чувар и неуморен стражар врз битолската и македонската културна вертикала. Битолското средновековно книжевно наследство има директна врска со дејноста на Свети Климент Охридски, неговата просветителска и духовна мисија на овие простори. Влијанието на Охридската книжевна школа, организираната просветно-богослужбена дејност во многуте цркви и манастири придонесуваат Битола и поширокиот битолски регион да имаат централно место во создавањето на целокупната книжевна дејност во средновековието. Бројните ракописи потврдуваат дека овие простори се наметнуваат со водство во продукцијата на книжевни текстови, и тоа во еден многу голем период од 10-тиот, поточно од 17-тиот век. Од тој период датираат пронајдените ракописи на територијата на Битола и Битолско. Оттаму и сосема нормално е
8 децении постоење на НУП Свети Климент Охридски Битола да представуваат значаен период во споставување, унапредување и зачувување не само на културната колективна меморија, туку и вистинска и респектабилна база на писменоста и книжевноста на овие простори и пошироко. Ovde što ne sve ljubav, mnogo srca